За грантот кој го доделува EAPCI, една од асоциациите на ЕСЦ, Европското здружение за кардиологија, ако е наменет за млади кардиолози до 40 години и кој предвидува едногодишен тренинг во болница во Италија, ве информираме за следното. Информацијата за доделениот грант на доктор Мојсовска Наумовска, болницата ја дозна од социјалните мрежи и медиумите, истовремено со останатата јавност. Сакаме да истакнеме дека иако апликациите за овој грант кандидатите ги поднесуваат лично, согласно правилата на давателот на грантот, кои се јавно достапни, во прилог на апликацијата задолжително треба да се достави и препорака од актуелниот раководител на одделот во кој кандидатот работи или актуелниот ментор, супервизор, доколку апликантот работи под супервизија. Според нашите сознанија, доктор Мојсовска Наумовска ниту ги има побарано, ниту ги има добиено задолжителните препораки согласно правилата за апликација. Заради целосно разјаснување на оваа состојба, од страна на болницата беше побарано до објаснување од давателот на грантот, а во ниеден момент не беше побарано повлекување или откажување на грантот, како што беше пренесено на сите портали. Инаку, доктор Мојсовска Наумовска речиси 3 години не работи во одделот за интервентна кардиологија, каде има работено само 6 месеци откако стана специјалист кардиолог. Свесни сме за чувствителноста на јавноста кога станува збор за поддршка и професионален развој на младите кадри. Сепак, нагласуваме дека во конкретниот случај не станува збор за попречување во напредувањето или неадекватен третман, иако гледаме дека се сака овој случај да се представи како институционална обструкција. Ве уверуваме дека нашата болница може да послужи како пример каде младите доктори во најкусможен рок добивале специјализации и се едуцирале во различни области. Исто така, сакаме да истакнеме дека и во текот на специјализацијата доктор Мојсовска Наумовска имала континуирана менторска поддршка и биле овозможени учества на бројни меѓународни стручни настани. И после завршување на незината специјализација, учествувала на разни конгреси во земјава и во странство, од кои само последниот состав на управниот одбор и одобрил учество на 3 меѓународни настани во Салцбург, Хамбург и Дубај. Во однос на судските постапки, кои доктор Мојсовска Наумовска ги споменува во незините јавни настапи, истакнуваме дека болницата досега не излегувала јавност информации во врска со судските постапки, кои таа ги има поведено против институцијата и поединци вработени во неа, па во оваа прилика ја известуваме јавноста дека иако болницата смета дека дел од судските постапки и одлуки излегуваат од досегашната воспоставена пракса и стандарди, болницата доследно постапува по сите судски одлуки, а воедно превзема и дополнителни мерки пред надлежни институции за заштита на незините интереси. Сметаме дека е од исклучителна важност да се сочува реномето на болницата, која спротивно на она што сака да се прикаже, секогаш знаела да го препознае потенцијалот на своите вработени и да ги стимулира да се едуцираат и напредуваат во струката. Како резултат на тоа, институцијата прерасна од центар за рехабилитација во најголем по број и обем на услуги кардиолошки центар во рамки на јавното здравство во државата после клиниката за кардиологија во Скопје. Таквото реноме и развој на болницата го изградиле токму оние колеги со неколку деценијски стаж во болницата, кои се сега изложени на омаловажување, етикетирање и брутални конструкции и навреди по социјалните мрежи и некои медиуми, кои се под секое ниво. А многумина од тие кардиолози всушност и биле првите и долгогодишни учители на основите на кардиологијата на Мојсовска Наумовска. Во однос на наводната комуникација на овластеното лице на болницата со организаторите на конгрес во Дубај, истите категорично ги демантираме. Имено, во врска со трудот презентиран на тој конгрес, има представка од наш искусен интервентен кардиолог до етичката комисија на болницата, која е сега предмет на натамошно разгледување кај други надлежни органи за ваквите прашања. Дополнително, во изминатиот период, болницата се соочува со огромен број представки, жалби, поднесоци и барања на информации од јавен карактер, како и постапки пред судови, Државна второстепена комисија, Агенција за слободен пристап на информации, инспекторати и така натаму, поднесени од страна на доктор Мојсовска Наумовска,
што е разгледувано на седници на стручниот колегиум и при тоа се донесени заклучоци кои се едногласно усвоени од членовите на истиот. Ваквото неизино однесување никогаш не дозволивме да се одрази на нашиот коректен и професионален однос кон неа, дури и во случаи кога имало повод за тоа, не е изречена нити устна опомена. Упатуваме апел до јавноста и представниците на медиумите да се воздржат од дискредитации, осуди, омалуважувања, кои и досега беа многу често лични и крајно недостоинствени спрема болницата како здравствена установа и кадарот на самата институција, бидејќи информациите обелоденети во јавноста се базирани на еднострани и невистините изјави и во отсуство на факти. Со цел да се сочува реномето на нашата установа, истата, како и досега, така и во иднина, ќе стимулира едукација и професионален развој на младите колеги, но тоа ќе биде во рамки на предвидените процедури, како и потребите на болницата согласно нејзините планови за развој. Болницата ќе се раководи според законските прописи, интерните акти за работа, одлуките на управниот одбор, етичките стандарди, а пред се со цел и натаму да обезбедува стручна, навремена и врвна здравствена заштита на пациентите, што е и основа за нашето постоење. Прво сакам да ви кажам дека, ви објаснав дека информацијата за грантот ние добивме од медиумите и нормално прво се обративме до Македонското здружение за кардиологија, чија што членка сме, од каде што ни беше испратено писмо дека треба да се обратиме до Европското здружение на кардиологија и ни го пратија линкот. Така да, заради тоа, ние се обративме до председателот на Европското кардиолошко здружение. Значи, ви го читам текстот во целост. Почитуван председател на ЕСЦ, во врска со објавите на социјалните мрежи за добивање на едногодишен грант од областа на интервентната кардиологија, за престој во болницата Сан Донато во Италија на нашата вработена доктор Виолета Ковачевска, за која постапка во ниеден момент не беше известена нашата установа, би сакале да добиеме информација за следното. Прво, дали во процесот на апликација за грантот е потребна некаква согласност или препорака од директорот на нашата установа, согласност или препорака од одговорниот на одделот за интервентна кардиологија, одговорниот ментор или од некој друг. Второ, дали во процесот на апликација апликантот треба да достави и податоци за работното место, односно позицијата која ја обавува во нашата установа. Доколку има потреба од тоа и доколку такви документи се доставени до вас, љубезно ве молиме да ни ги пратите и нам на увид, со цел да се утврди веродостојноста на истите, имајќи го во предвид фактот дека никој од нашата институција не потпишал таква согласност препорака. Сакаме да нагласиме дека одлуките во врска со меѓународното образование и професионален развој на нашите вработени се донесуваат исклучиво врз основа на институционалните приоритети и потреби. Доделувањето на овој грант, без знаење на нашата институција, која е членка на Македонското кардиолошко друштво и член на ЕСЦ, од неговото основање и заобиколувајќи ги воспоставените процедури, го подкопува кредибилитетот на нашиот медицински персонал и етичките стандарди врз кои е заснована нашата институција. Срдечно, доктор Билјана Теговска. Ова е интегралниот текст на писмото кое што беше испратено до ЕСЦ. И ако знаете дека во медиумите се провлекува цело време дека имаме ние барање за нејзино повлекување, за укинување на стипендијата и слични такви коментари. Писмото исто ќе ви биде доставено во целост.